но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само да сте саркастични колку што дайте уште една сакате. минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате во Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој не би. Таму ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Вечерва нема да говориме за политика, туку за една многу посериозна тема, која се разбира во Македонија исто така може да се политизира на дневно-политичка основа, тоа е педофилијата. Бевме сведоци дека една колумна предизвика бура реакции, веднаш партиите почна да се препукуваат меѓу себе, но вечерва не би сакал на дневна политичка база да говориме за оваа сериозна тема, туку повеќе од аспект што е педофилијата, кои се педофилите, кои се жртвите на педофилијата, какви законски санкции, какви превентивни мерки може да се преземат во општеството за да се заштитиме од оваа сериозна појава не само во Македонија, туку и во светот. Вечера ќе разговараме со моите вечерашни гости, Мирјана Стојановска, Јовановска, психолог, добро вечер, Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот Мегеши, добро вечер господин Змијанац, Крстен Милјановски, криминолог, добро вечер, и Весна Петрушевска Бејби, актер и родител. Господин Змијанац, вашата амбасада Мегеши е дизајнирана на некој начин да се грижи за децата, за правата, за сите аспекти на злоупотреба на децата. Овој аспект на педофилијата, во која категорија од вашата грижа спаѓа, колку е сериозна закана за децата педофилијата во Македонија? Не можеме да споредуваме со светот, не верувам дека постојат статистики, но каков однос имате вие кон заштитата на децата од овој феномен на педофилијата? Оно што го забележуваме после колумната на Шиндре и бурата на реакции по социјалните мрежи, јас имам впечаток дека се содруваат два концепти. Едно, бранителите за детски права и едни бранителите за човекови права, кои се обидуваат педофилите, сексуалните предатори и родоскринавувачи да ги дефинираат како маргинална група или како група со сексуална посебна ориентација кои немаат право на слободно изразување на нивните потреби. И тука жестоко се спротивставивме и повторно излегувавме со нашите многу конкретни барања дека педофилите се едноставно непоправливи, тие се рецидивисти и дека тие, ако нема други мерки, по излегување на казната затвор го повторуваат делото. Успеавме и во 2008 и во 2014 да ги зголемиме казните и мислам дека ним како групација посебна им пречи високите казни во Македонија од 12 до 15 години, што првата детска амбасада во светот Мегеши успеа да ги излобира пратениците во собранието. Оно што исто така мислам дека ги засега е медикаментната терапија, така наречена хемиска кастрација, каде што нагонот или бидото ќе станат под контрола доколку успееме оваа мерка да ја внесеме, а таа е веќе изгласана во собранието, но не се применува. И конкретниот трет став наш, кој исто така е многу јасен, дека за секое повторништво, за секое второ дете жртва, бараме доживотна казна затвор, затоа што не сакаме да се случи да има трето дете жртва. Господин Змијанац, мислам, несомнено ќе говориме за санкциите, за мерките на... Но тоа се превентивни мерки. Да, затоа што ако ние ги соодветно санкционираме педофилите, а тие имаат рецидивизам и повторништво, со високи казни и со медикаментна терапија или евентуално за тешко кривично дело полов напад на дете на посебно брутален начин има мерка и доживотна затвор казна, тоа е најдобра превенција.